СДСМ утре ќе го избира Венко Филипче како единствен кандидат за лидер на партијата. На редовните директни внатрепартиски избори за гласање се пријавени близу 23.000 членови, бројка идентична со онаа на изборите во јуни. Филипче негира дека фактот што нема против кандидат е знак на партиско незадоволство. Напротив, вели дека токму големиот интерес за гласање покажува дека партијата полека се консолидира. Тоа што имаме интензивни средби на ниво на сите општински организации на кои што состаноци доаѓаат огромен број на членови кои што до пред некое време едноставно покажувајќи револт не се појавуваа на тие состаноци, а сега се присутни и сугерираат, учествуваат во процесот на градење на политики. За тоа е за мене само еден знак дека консолидацијата е веќе настаната и ние продолжуваме во следниот период да се спремаме за локалните избори кои што ќе дојдат на есен. Според политичкиот аналитичар Петар Арсовски пак недостатокот на волја кај останатите истакнати членови на СДСМ да влезат во изборната трка може да се должи на тоа што изборниот резултат е веќе познат. Но многу поважни ќе бидат локалните избори, кои според Арсовски се првиот сериозен тест за лидерските способности на Филипче. Третата, според мене, најверојатно сценарио е дека вистинската битка доаѓа после локалните избори. А бројките покажуваат дека дека ВМРО-ДПМН ќе ги добие локалните избори и после тоа дека СДСМ ќе има уште еден нов циклус на интроспектива. Дали тој ќе експлодира во некаков внатрепартиски раскол или не знаеме, но ако резултатот на советничките листи на СДСМ е блиску или подобар од нивниот резултат на парламентарните избори, позицијата на Венко Филипче е сигурна. Но ако се намали уште резултатот или ако биде уште полош, што не е невозможно да се случи, мислам дека вистинска битка треба да очекуваме после локалните избори. Филипче за лидер беше избран во јуни минатата година на вонредни избори, кои СДСМ ги организираше по оставката на Ковачевски поради историски најлошиот резултат на парламентарните и претседателските избори. За разлика од утре, кога ќе биде единствено име на гласачкото ливче, на претходните избори Филипче имаше тројца против кандидати – Деспотовски, Петровски и Бајдевски, кои во предизборниот период обвинуваа за нерегуларност и нефер изборна трка, поради кој Петровска 2 дена пред изборите се повлече. Но и покрај ова, Филипче победи со освоени над 50% од запишаните членови за гласање. По утрешните избори Филипче има мандат од 4 години. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.